Премиерот Христијан Мицковски ја посети клиниката Свети Наум Охридски во Скопје и истакна дека владата активно работи на подобрување на здравствениот систем. Набавени се нови апарати за магнетна резонанца и опрема за травматолошките сали, а Мицковски посочи дека вложувањата мора да продолжат поради недоволното работење во минатото. Тој најави сериозни структурни и квалитативни реформи, уверувајќи дека во следните неколку години здравството ќе добие сосема нов изглед. Министерството за правда соопшти дека притисоците, заканите и слаап тужбите нема да ја спречат борбата за вистината. Истакнуваат дека денес постои појасна законска рамка и поголема заштита за новинарите, а се следат и европските препораки и директиви кои ќе бидат вградени во идните измени. Со новиот кривичен законник се воведени построги казни кога жртва е новинар и нападите се третираат како напади врз службено лице. Министерството нагласува дека се намалени казните за клевета и навреда со цел поголема слобода на изразување. Целта е силни и безбедни медиуми и поотпорно демократско општество. Гувернерот на Народната банка, Трајко Славески, во колумна за топ 100 извозници, нагласува дека во време на зголемена глобална неизвестност клучни се силните економски фундаменти. Светската нестабилност, која трае повеќе од 5 години, значително го отежнува носењето економски и инвестициски одлуки, како за институциите така и за приватниот сектор. Тој посочува дека новите американски трговски политики донесоа притисоци, но влијанието врз македонската економија е ограничено поради нискиот извоз кон САД. Поголеми ефекти се очекуваат преку европската економија. И покрај предизвиците, глобалната економија покажува отпорност, што се рефлектира во подобрени проекции, со очекувано зајакнување на странската побарувачка и умерен раст на извозот во 2026 година. Славески нагласува дека стабилната економска основа е неопходна за справување со шокови и дека Народната банка останува посветена на ценовната и финансиската стабилност. Државниот завод за ревизија утврди дека агенцијата за филм повторува стари слабости и не ги решава проблемите од претходните години. Иако бројот на склучени договори расте, агенцијата презема многу повеќе обврски од расположливиот буџет, што го нарушува финансиското управување. Ревизијата открила недостаток на кадровски капацитети, незаконски поништен конкурс, неажурни евиденции и немање стратегија за развој на филмската дејност. Продуцентите не доставуваат целосна документација за својата добивка, па агенцијата не го остварува правото на 50% учество во профитот. Нема ниту внатрешна ревизија, се користат застарени методологии и постои ризик од ненаменско трошење средства. Извештајот бара итни реформи и потврсти механизми за контрола и транспарентност. Александар Вучик на бизнис конференцијата Градење иднина во Белград изјави дека Обединетото кралство може да вложи повеќе во клучните инфраструктурни проекти во Србија. Тој предложи изградба на брза железница меѓу Белград и Тузла и истакна дека се потребни кредити и средства за прекугранична соработка. Вучик нагласи дека Србија 14 години интензивно инвестира во инфраструктура и регионално поврзување, но често се соочува со политички пречки. Посочи и дека треба да се развиваат врските со Македонија, како и енергетски проекти со можност за британско финансирање. Тој ги пофали UK Finance за ефикасноста во Моравскиот коридор и порача дека целиот Западен Балкан има место во ЕУ и треба да има отворени граници. Еди Рама остро реагираше на изјавите на британската министерка Шабана Махмуд, обвинувајќи ја дека повторно ги таргетира албанците и користи опасна, популистичка реторика. Тој порача дека такви стереотипи се недолични, особено кога Лондон и Тирана тесно соработуваат во борбата против нелегалната миграција. Планот на британската влада за можно присилно протерување на околу 700 албански семејства предизвика критики и од лабористички пратеници. Извори од Албанија велат дека тензиите меѓу двете земји растат, иако соработката продолжува. Аналитичари предупредуваат дека ваквото именување на албанците создава фрустрации и носи слична реторика како во времето на десничарските кампањи. Ова е уште еден во низата вербални судири меѓу Рама и британските министри за внатрешни работи. Граничните премини меѓу Литванија и Белорусија повторно се отворени по повеќенеделното затворање предизвикано од инциденти со временски балони. Сообраќајот преку пунктовите Бењакони и Камени Лок е обновен, а Литванија од полноќ започна да пропушта возила и преку Шалчининкај и Медининкај. Поради блокадата, стотици литвански камиони останаа заглавени во Белорусија, а Минск воведе ограничување за патување до 2027 година. На 10 ноември им беше дозволено на возачите да ја напуштат земјата, но нивните возила се уште чекаат решение додека продолжуваат преговорите меѓу двете држави. Представничката на Руското министерство за надворешни работи, Марија Захарова, изјави дека Украина не исполнува ниту еден од критериумите потребни за членство во Европската унија, наведувајќи дека земјата нема демократија, транспарентно судство и антикорупцијски систем. Таа рече дека интеграцијата на Украина не е во интерес на граѓаните на Европската унија, туку на европските бирократи кои водат политика без да ги земат предвид потребите на земите членки.
Захарова додаде дека со оглед на тешката економска состојба во Унијата, исходот од ваквите одлуки е очекуван. Во овалната соба на Белата куќа утре, американскиот претседател Доналд Трамп ќе се сретне со новоизбраниот градоначалник на Њујорк Зохран Мамадани. Трамп, кој често го нарекува Мамадани комунист, ја најави средбата преку социјалните мрежи, а од кабинетот на Мамадани потврдија дека градоначалникот на Њујорк побарал да разговара за прашања од јавната безбедност, економската сигурност и овозможување на неговата програма која ја поддржале над 1 милион жители на Њујорк. Самиот Мамадани рече дека соработката со федералната администрација на Трамп е клучна за опстојувањето и успехот на Њујорк. Тој претходно ги критикуваше економските политики на Трамп, додека американскиот претседател го нарекуваше лажен социјалдемократ кој глуми загриженост за зголемените трошоци за живот во Њујорк. Аналитичарите велат дека Мамадани доаѓа во Белата куќа да бара државни пари, без кои нема да може да ја оствари програмата која ја вети во изборната кампања. Во голем пожар во јапонскиот град Оита загина едно лице, а уништени се над 170 згради, пренесе Киодо. Пламенот кој избувнал во вторник попладне зафатил речиси 49.000 квадратни метри во пристанишниот кварт Саганосеки и се проширил кон шумски подрачја и ненаселен остров оддалечен 1,4 км. Пожарникарите и силите за самоодбрана на Јапонија работат на терен за локализирање на пожарот. Ова е само еден од низа големи пожари што ја погодија Јапонија во 2025 година, по огромните пожари во Фунато во февруари и во Ехиме и Окајама во март. TikTok денес е најпопуларната апликација меѓу младите, главно поради алгоритамот што за миг може да направи вирален хит. Во Македонија платформата ја користат околу 690.000 полнолетни корисници, а секој добива различна содржина, од модни видеа и филмски препораки, до бизарни трендови и опасни предизвици. Но забавата има и скриена цена. TikTok прибира огромен број чувствителни податоци, точна локација, навики на користење, па дури и приватни пораки, кои, за разлика од други апликации, не се енкриптирани. Многу млади знаат дека платформата собира информации, но не ја сваќаат длабочината на ризикот. За повеќето, опасност постои само ако некој злоупотреби фотографии, отвори лажен профил или ги демне онлайн. Дополнителен проблем се опасните трендови, измамите, екстремистичките содржини и ризичните предизвици кои веќе предизвикаа реални последици и физички повреди кај корисници во земјава. И покрај мерките што државата ги најавува, регулацијата и натаму е недоволна и далеку од ефикасна. Критички гледано, младите во Македонија се само делумно свесни за проблемите и ризиците што можат да си ги создадат со невнимателно користење на платформата. Иако сме далеку од идеални решенија, свесноста за опасностите сепак е поголема отколку во многу формално развиени земји, кои понатаму ги потценуваат истите закани. Да искоментирам брзински на ова Елена девојчето што е со cyberbullying. Ја не сум никој ништо за да кажува нешто за cyberbullying, but не, реално имам следбеници на TikTok и ја реално го имам тој менталитет на тоа што го постираш, треба да бидеш спремен за било кој фидбек на тоа што го постираш. Она, тие коментари, поточно за незината облека, ги кажа со интент да добие внимание. До недела ќе се задржи променливо облачно време со повремени врнежи од дожд. Денес и утре наместа врнежите ќе бидат пообилни локално во форма на невреме, со засилен ветер и појава на грмежи. Во недела, поради продор на постудена воздушна маса на повисоките планини, врнежите од дожд ќе преминуваат во врнежи од снег, соопшти управата за хидрометеоролошки работи. Во понеделник и вторник утринските температури значително ќе опаднат. Во Скопје до недела ќе се задржи променливо облачно време, со повремени врнежи од дожд со променлив интензитет. Утре во делови од котлината врнежите ќе бидат поројни и пообилни со услови за ретки грмежи.